Апсолутно. Револуционерниот знак го носам и на реверот и никогаш во текот на кампањата не го криев тоа, дека мојата агенда не е реформаторска и дека нема да се занимавам со козметички промени овде-онде, зашто ќе разговараме подоцна, туку мислам дека на ова општество му треба радикална промена, што значи од корен. Зборот радикално не значи екстремистичко, туку значи од корен да се прво детектираат проблемите, а тука науката ги дава сите тие алатки. Фактот дека немам политичко искуство само значи дека јас зад себе немам политички багаж за сета оваа транзиција која е неуспешна, која не доведе во еден безизлез. Така што мислам дека со чиста мисла, со чиста визија, со јасен поглед на состојбите, диагнозата, лесно ќе ја најдеме и терапијата. Терапијата кај мене исто радикална, значи Гордиевиот јазол се сече со меч, знаеме како. Тоа е политика на стравот, кога било која радикална или позначајна промена веднаш се соочува со можна безбедносна закана, ако добро ве разбрав. Токму тоа покажува колку сме слаби, колку сме ранливи и всушност јас не случајно во мојот слоган го имам враќањето на достоинството на нацијата, што значи демосот, не македонскиот народ, туку демосот сите граѓани. Ние во 1991 година тргнавме по една патека, во 2001 залутавме по пат на вооружен конфликт во една сосема друга и сега веќе не знаеме каков ни уставниот ни политичкиот систем. Јас сум за радикална, значи нов устав, би искористила мојата уставна ингеренција да покренам иницијатива со сите овие слабости што уставниот поредок ги покажува, меѓутоа велам и тој самиот продуцира, тој веќе ако е точно дека 2001 бил казус бели, односно причина за војна, сега е причина за катастрофа. Центи што ги кажа председателот на тоа беше реплика. Па еве јас ќе му реплицирам на господинот Бујар Османи. Мислам дека малку забуна настана, меѓутоа се едно. Прашањето ми е во врска, јас се сложувам дека номотехнички, ова е изнудено 20%. Тоа било во време на воени, вонредни услови, преговарачи, странско посредништво и така натаму, и тоа било можно во тој момент. Меѓутоа, како вие замислувате кохезивно општество без лингва франка, без еден јазик кој нашите деца ќе ги поврзува од градинките до универзитетите? Значи, јас сум за тоа да ние, јас си земав дури јавна обврска да научам албански. Меѓутоа, како лингва франка ќе обезбедиме? Повелете. Ќе искористам, иако не знам дали е по правилата, прашањево на суспензивно вето, ако е точно дека председателот Пендаровски употребил најмногу број на случаи од овој вид, тогаш тоа зборува за една катастрофална ситуација, особено имајќи предвид дека не беше ставено суспензивното вето на кривичниот законник, на онаа скандалозна промена за која дури Европската унија реагираше. Главната алтернатива е дека Европската унија, за која овде вечерва разговараме, е бајка. Таа е веќе сиемски близнак со НАТО, значи Европа се подготвува, односно Европската унија се подготвува за војна. Фактот дека ги отвори портите за Украина практично за преговори, тоа значи дека ние на известен начин ја увезовме таа војна. НАТО е во прокси војна во Украина, така што целава работа не е она за која зборуваме ние и за која јас сум предавала во предметот европски институции, така што ние во овој мултиполарен момент, кој е круцијален и во 5-годишниот мандат на новиот председател, светот ќе се промени уште многу, се надевам, не на најлошо, туку на полошо, значи треба одговорен човек кој ја гледа целата слика. Така што тука мислам дека треба да се ослободиме од илузиите. Прво, тегот што не води надоле е бугарскиот договор, кој најлесно се раскинува, преспанскиот е малку потешко, меѓутоа мораме и од него да се ослободиме и немам време да ви докажам за крај. Имате време во времето на репликите и на контрареплики. Господи Ванковска? Се веќе тешко се фатат конците. Прво зборувавме за нови устави, а сега веќе зборуваме за бугарите во преамбулата и преговара. Да, ама мораме да имаме став. Да. Што значи, меѓутоа јас само ќе поентирам дека од борци за човекови права стасавме докле што стасавме. Сега борци за човекови права стасаа бугарите. Толку.
Дефиницијата што ја прочитавте од мојата програма е токму рак раната за која во голема мерка е заслужен и господинот Бујар Османи, меѓутоа и председателот Пендаровски, кој дури си дозволе во една прилика да зборува за приватните недостатоци на една личност која не представува во Обединетите нации. Мала држава не е вазалството дипломатија. Ние го земавме водењето на дипломатијата во вид на вазалство, на колонијална позиција и помалку да не тепале, не многу, како што беше речено. Нам не треба вистинска дипломатска академија со покривање на различните подрачја во светот, затоа што живееме во мултиполарен свет. Ние ништо не знаеме, освен дека сонцето изгревало на запад, како што велат важни политички личности. Господја Ванковска. Сега процедурално ќе ми дадете уште 5 секунди или нешто, Нема затоа што проблем. моравте да реагирате кога господинот Јакиновски ме интерпретира. Јас кажувам нешто што се однесува на господинот Пендаровски, тој ми ги припишува зборовите мене. Тоа не е коректно. Мислам дека гледачите забележаа. Сега во однос на мојата вистинска веќе реплика, контрареплика, што ли е? Реплика. Срамно е дека имаме дипломати кои се фалат со своите хайлайти, меѓутоа се посрамивме по прашањето на Газа. Актуелен геноцид кој се случува во овој момент и нашата дипломатија молчи и оној во Обединетите нации и ние тука. Па не знам што да кажам, оваа слика што ја гледаат граѓаните зборува какви луѓе, еве, ние не се ни слушаме, не ни следиме, значи ја веќе не знам која е поентата на оваа новој круг на дебата, затоа што овде имаме самолюбиви политичари кои веруваат дека се врвот во дипломатијата без да размислат како стасале до тие места, од лекари па до, значи, ренесансни личности и така натаму. Па добро. Така е. Сега што да правиме, личности сме како такви се кандидираме. Кому ќе давате признанија? На свиркач. Ако се знае дека законска обврска на институциите да се борат против корупција. Не, на свиркачите. Свиркачи, ние имаме закон. Меѓутоа, да се вратам ја на клучното прашање, ни поставувате тема која не влегува во доменот на работа на председателот на Републиката. Токму затоа од скромност и од тоа дека не сакам да им одам на граѓаните, знаете, на приказ на тоа ги боли најмногу сиромаштијата, корупцијата, па ја да напишам програмата во тој стил, намерно, значи, кај нас не треба институционален систем, а не ваква мазохистичка, надворешна, да речам, некаква ветинг или каква машина, што ќе прочистувала, што само протекторатот го прави комплетен. Значи, не прави тотално неспособни, дури и правосудниот систем, органите на прогон, сите што се надлежни за тоа да си ја вршат работата. И да само подсетам уште еднаш дека председателот актуелен подпиша закон кој практично ја стимулира корупцијата со измените на кривичниот законник. Така што тука некаде би се движеле надлежностите на председателот. Не ми се верува ова што го слушам, дека може да го каже некој кој претендира да биде шеф на држава, меѓутоа ќе одам уште подлабоко. НАТО, не наше, ЕУ е наше и така натаму. Изворот на корупција, политичка, од највисок вид и најнеказнета е онаа што ја стимулира Европската унија, НАТО и САД. Преспанскиот договор прекрши, значи, мал милион норми, уставни, законски, директорот на службен вестник требаше да оди во затвор за тоа. Значи, ние овде се правиме блесави. Европската унија, чија Урсула фон дер Лајен е сега по 3-та или 5-та кривична пријава, од Pfizer вакцини до фаворитизам и се нешто. И овде зборуваме, Европска унија била пример на владење на правото. Секој си има свој став, повелете Ванковска. Имам, не знам на кого. Попрво, идеолошки, како што јас стартувам, се разбира, смитам дека овој канибалистички империализам
капитализам кој постои, кој доминира во светот, а на кој еден добар дел од глобалното мнозинство му се спротиставува, е и дел од причината зошто сме на ова дереđа и зошто имаме волку милитантни предлози од типот супер воен профит да одиме ние од крв да заработуваме, да правиме оружје. Тоа едноставно не ми оди во мојата матрица. Втората би била до идејата на господинот Максим Димитриевски, како беше оноа преспа, ќе ја прифатиме за многу проекти, па ние се проституиравме чекајќи проекти дека ќе навалат и така натаму. Не знам што ми импутирате, имавте говор, Ова со помирувањето е многу интересна идеја, ама како тоа дома не го почнавме. Прво дома да си видиме во дворот, не имаме десетина исчезнати наводно од 2001 година и се правиме дека тоа не е важно, одиме понатаму, Европска унија ова она. А на господинот Максим Димитриевски му кажам да си го погледне видеото, поддршката јавна на зошто треба да подпишеме Преспански договор и таму се зборува за проектите кои наводно ке стасаат. Младите се оние што ме донесоа во оваа позиција да бидам председателски кандидат. Јас доаѓам со поддршка на најмладата партија, не само посташ на политичката сцена, онаа која е чиста, која нема удел во транзицијата, а овде сум окружена со луѓе кои постојано биле во една партија, друга, една функција, друга, сега претендираат за нова и така натаму. Така што младите, оние за кои овде рониме крокодилски солзи, се тука, само некој треба да ги чуе и да ги види. И не само оние што одат на правни факултети или докторати и слично. Туку и работничката младина, земјоделската, невработените, прекаријатот, оние кои се на договор на дело, кои на аргатат буквално. Значи, јас тука имам апсолутно чиста перспектива на она што му треба на општеството, а која ќе дојде левица на парламентарните избори ќе ви раскаже се, затоа што ова не е надлежност на председателот. Ја можам сега да зборувам нели политички, меѓутоа во моите надлежности нема. Имам еден еве да се придружам на диаспората. Имам Македонија без граници, исто не старата диаспора, туку новата диаспора, и тука можам веднаш на колешката Силјановска да ја понудам 3 доктори на науки од светски универзитети, за тој, бидејќи има шанси да победи, па нека рачуна од моето семејство 3 доктори на науки од врвни универзитети. Благодарам. Така, господин Јанковска. Што Финки не го политичари кои придонеле за ваква ситуација на одлив на мозоци и воопшто разочареност, апатија, сега се полни со идеи, нека си проценат гледачите, јас тука немам што да додадам. Малку самокритика ќе дојдеше добро од сите учесници во дебатата, затоа што еден прст во на погача во лоша смисла ставила. Јас, значи, по овој стил на говорење можам се да зборувам за било кое прашање кое него ни поставивте, например националната безбедност. Врховен командант на вооружени сили треба да биде еден од нас. И сега каква реплика на 30 секунди да ви дадам? Имате завршно обраќање, искористете го. Нема да го искористам, мислам. Ја зборуваме за Може, господин Таравади, само му должиме реплика. Мислам дека низ целиот овој период, иако со различни можности и како нееднакво представени кандидати, сепак до граѓаните стаса пораката за различноста на она што јас го нудам, и идеолошки, и практично, и политички, така што дури и оваа вечерва дебата за која сум ви многу благодарна што успеавте да ја направите, бидејќи апелиравме, молевме, баравме, покажува дека сите 6 на кандидати стојат на иста неолибералистичка, империалистичка агенда, така што про-ЕУ и тие приказни просто ги заморивме нашите гледачи и гласачи. Јас сум за македонска Македонија. Значи, тоа го кажав и го кажувам директно, без заобиколување, раскинување на бугарскиот договор, раскинување на Преспанскиот договор, трансформација на Охридскиот договор преку новиот устав. И тоа е она што го нудам како иницијатива во рамки на моите надлежности. Благодарам.